Успехот да се стане градска фаца од секогаш се компензирал со озборување на оние кои го оневозможеле обезбедувањето на тој статус. Тоа особено важи за политичките метеори, кои се сметаат себе си за звезди, поумислени во собствениот сјај, брзо прегоруваат и прават кратер во кој јасно се гледа раскошен провинцијализам. Сепак, не беше припадник на она, ние што го велиме погардно селско крило на СДС. Затоа што Венко Филипче е таму каде што го сместуваат, сепак треба да му благодари на своето најблиско обкружување, но и на напорот на сите влијателни кадри од внатрешноста, кои дури и според врвните експоненти на опозицијата и проценките на нивниот патриотски институт му ја обезбедиле таа положба. Во македонската опозиција постои Димче Апасиев, кој што као тртка, као диво месо се наоѓа во опозицијата. Глуме, тој е човекот кој што се направи за овој заев, ваков каков што е да го донесе на власт, сега као глуми опозиционер. Постојаното барање виновници за собствените пехови е дел од политичкиот фолклор, исто како и претерувањето со проценките за вредноста на пазарот. Традиционално, постои завера, особено кон партиите, кои имаат најдобра програма и континуиран раст на популарноста. Имате уште 40.000 на последните избори неважешки лившиња. Тоа укажува дека некој при броењето таа комисија замижува во одредени избирачки места и вели место интегра одека интеграција, пример. Затоа има многу низ Македонија во македонски средини гласови. Се разбира, одговорноста никој не ја бара кај себе, па затоа најцелисходно е штом ништо од фактите не е доследно. Секој да се вади на тоа дека не е разбран. И тоа не само од целната публика, туку и од пошироката јавност. Јас, пример, не сум политичар кој што сакам со лигавиње да ја барам довербата од народот. Значи, јас сум да ја зборувам вистината и се сложувам со тебе. Значи, нашиот народ не беше на ниво на задачата со реакцијата во овие 2 години што се случи во Македонија. Некои сваќаат колку е саатот, ама егото не им дозволува да се предадат на реалноста, иако се донекаде свесни дека се е илузија. Одбиваат да се соочат самите со себе и со рацете кренати над глава. Продолжуваат да се бодрат, дека може. Ако сум се определил да се занимавам со политика, има да издржам и мајка Јана да е. Не разбирате, тоа сум се определил. Тоа исто како доктор да речи, не можам веќе да издржам со овие операции, кревам раце. Нема кревање раце. Додека си во Сава ќе оперираш. Не разбирате? Така и јас. Нема кревање раце. Само да сумирам, не учествувате на избори, така? Да. И на крајот, за оние за кои се знае се, ама сметаат дека со покаяние ќе им бидат простени гревовите. За изјавата што дадов на последните локални избори јас ковид кандидат. Ги повикувам моите гласачи што гласаја за мене и сите други да гласат за ВМРО ДПМН и за Владимир Италиевски и на крајот еднаш битола веќе крајно време е да тргне напред. Џабе ќе се правдам, нема оправдување, грешка беше. Али јас верувам во втора шанса и знам дека сите луѓе во светот веруваат во втора шанса и грешката не е грешка ако не се повтори, нема шанси да давам било си каква изјава. Никој не е безгрешен и има право на шанса. Ама ако игра кошарка, оти само таму, казна да следи дури по 5-та лична грешка.